Дали човечкиот живот завршува до гробот? Сигурно во твојот град или село има гробишта, односно, не постои град или село без гробишта. Некои гробишта се лоцирани покрај пат, каде што може да се видат убаво. Например, на излегување од Битол има гробиште кое може секој да го види. Се прашуваат ли луѓето каде се душите на овие луѓе или каде заминале? Можеби некои се прашуваат, но други веќе и не размислуваат на тоа. Се сеќавам, кога бев дете, секогаш кој ќе ги видев гробиштата, се прашував, тоа ли сме ние? Јас ќе умрам еден ден. Таму ли ќе одиме сите? И затоа ли живееме за да одиме таму? Дали постои живот по смрт? И каде ќе сме откако ќе фрлат земја во дупка од 2 метри или метар и пол? Обично ваквите прашања предизвикуваат љубопитност. Има ли живот освен овој? Има ли друг живот освен овој? Таму, некаде, зад завесата, зад гробиштата, каде што никој од луѓето не допрел. Библијата вели дека човечкиот живот е краткотраен и исполнет со немир. Тој е како цвет кој процветува, а потоа се суши. Но Јов прашува, кога човекот ќе умре, ќе оживее ли? Ова Јовово прашање не е скептично, туку прашање кое го содржи одговорот, бидејќи тој истиот Јов рече, кога ќе ми се распадне кожата, телото, јас истиот ќе го видам мојот Спасител. Но многумина го поставуваат оваа прашање, а немаат одговор во себе. Што ќе се случи со мене кога ќе умрам? Дали ќе престанам да постојам како никогаш да не сум бил, како никогаш да не сум живеел, како никогаш да не сум постојал? Дали овој живот е еден живот, а гробот завршеток на тој живот? Ова тема звучи како да сме на погреб. Меѓутоа, подобро е сега да се слушне, отколку на нечiji погреб без оваа сознание. Други пак се интересираат дали сите луѓе ќе отидат на исто место, и дали постои рај, дали постои пекол, што постои после овој живот. Дали сите овие нешта се измислица на сопствениот човечки ум? Библијата недвосмислено тврди дека после овој живот има и друг живот. А тоа што е запишано во Библијата, тоа е Божји збор и тоа е сигурно. Значи дека Бог го кажал тоа. Тој дава гаранција дека постои живот и тоа многу поразличен од овој нашиот овде. Опишан како величествен и вечен, без смрт и без страдања. Апостол Павле за оваа ќе рече, што око не видело, ни уво не слушнало и на човечко срце не дошло. Тоа Бог им го спреми на тие што го сакаат. Исус Христос, Бог во тело, дојде на оваа земја со една единствена цел, да не го подари најголемиот дар што го има, вечен живот. Пророкот Исаија ја опишува неговата улога и начин зошто требаше Бог да стане тело и да биде како нас, велејќи: тој беше ранет заради нашите престапи, тепан заради нашите беззаконија, навредите паднаа врз него заради нашиот мир и преку неговите рани ние се исцеливме. Тоа е запишено во Исаија 53 глава 5 стих, а истиот тој стих го цитира и апостол Петар. Исус ја презеде казната која што секој од нас требаше лично да ја плати заради нашиот грев. Тој стана жртвено јагне, умирајќи на крст со најсрамна и најтешка смрт. Но и тоа големо но, откако умре и беше погребан, на третиот ден по смртта воскресна од мртвите. И со тоа докажа дека смртта е победена. Откако воскресна, веднаш не се вознесе. Остана уште 40 дена на земјата. За тој период, тој им зборуваше на учениците за Божјото царство и ги уверуваше да го проповедаат низ целиот свет, како што им рече: одете по целиот свет и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. И ете, јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. Христовото воскресение е потврдено со многу уверливи докази. Например, апостол Павле
ги насочуваше луѓето кон очевидците на тој настан, кои можеа да посведочат за оваа вистина во негово време. Воскресението е камен темелник на христијанската вера. Имајќи го предвид тој несоборлив настан, потврден од многу очевидци, и ние во денешно време можеме да им веруваме на сите извештаи, дадени во Библијата, и да го очекуваме и нашето воскресение после овој живот, физичкото воскресение. Се разбира, ако веруваме во Исус Христос дека умре за нашите гревови. Павле имаше проблем со некои верници во Коринт, кога им зборуваше за воскресението на Исус и општо, бидејќи беа скептични кон неговите изјави, а тој им рече: ако се проповеда за Христос дека воскресна од мртвите, како тогаш некои меѓу вас зборуваат дека нема воскресение од мртвите? Ако нема воскресение, тогаш и Христос не воскреснал. Тогаш празна е нашата вера, празно е нашето проповедање, празно е се, и тогаш ние би биле најнесрекни од сите луѓе на оваа планета. Но Христос е првенец, или прв од големата жетва, и сите оние кои ќе воскреснат по смртта. Физичката смрт дојде или влезе преку еден човек, знаеме, Адам и Ева, или прво Ева, а потоа Адам, од кого сите ние потекнуваме и се размноживме. Човечкиот род потекнува од Адам и Ева, без разлика дали некој се христијани или не, сите ние сме нивен род. Но со вера во Исус Христос, секој човек може да биде посинет и да стане дел од Божјото семејство. Како што Бог го воскресна Христос од мртвите, така и ние, односно нашето тело, ќе воскресне во последниот ден, кога Исус ќе дојде да ја земе во слава неговата црква, Божјиот народ. Но важно е да се знае дека иако сите ќе воскреснат, сепак сите нема да отидат во небото или во рајот. Секој човек треба да донесе лична одлука, каде ќе ја помине вечноста. Павле во Евреите 9 глава 27 стих вели дека сите ние ќе умреме физички, а потоа доаѓа суд. Тие што се оправдани и откупени во Христовата крв ќе го наследат вечниот живот, а тие што не веруваат и се скептични ќе примат вечна казна или пекол. Таквите ќе бидат далеко од Божјата присутност и ќе ја чувствуваат агонијата на промашениот живот. Пеколот не е само некој застрашувачки израз, туку реално место. Тоа е место на Божјиот гнев. Тие што не сакаат да ја вкусат Божјата благодат, ќе се соочат со емоционално, ментално и физичко измачување, каде што свесно ќе страдат и ќе го чувствуваат срамот и жалењето за она што го пропуштиле на земјата. Треба уште нешто да се нагласи за пеколот, бидејќи мнозина мислат дека тоа не е реално место, туку некаков израз, поетски израз за застрашување, кој што Исус имал нешто друго да каже за тоа, кога зборувал за измачување на неспасените души. Според Библијата, тоа е длабока бездна и провалија, каде што се издига вечен пламен. Махите ќе бидат непрекинати и без можност за одишка и одмор. Таму ќе има плач и чкрипење со заби, што укажува на интензивно жалење и стресна состојба. Тоа е место каде што црвот не умира и огнот не изгаснува. И што сега? Лош ли е Бог? Мачител ли е на човечки души? Не. Бог е љубов. Библијата открива дека Бог е љубов кој не сака никој да загине. Во пророкот Езекиел е запишено вака: мене не ми е мила смртта на безбожникот, туку да се врати од својот безбожнички пат и да се покае, па да живее. Тоа е запишено во Езекиел 33 глава 11 стих. Но Бог никого не го тера со сила да се покае и да се покори. Одговорноста е дадена на човекот, така што тој нема избор за оние кои избираат да живеат без него и одвоени од неговиот живот што им го дава. Земниот живот е тест, подготовка за она што ни предстојува. За сите верници следува вечен живот во непосредна близина со Бог. Таму, во рајот, ќе нема плач, ќе нема болка, ќе нема смрт и се она што сме го доживееле на земјата.
To je mesto na radost i večen mir, со вистинска љубов и задоволство. Како да го добиеме вечниот живот и вечната радост за кој зборуваме? Има само еден начин и услов. Со вера во Исус Христос, придружена со искрено покаяние. Исус рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој што живее и верува во мене нема никош да умре. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 11 глава. Бесплатниот Божи дар е достапен на сите. Дарот е дар, тој не се наплатува, само треба да се верува во она што го нуди Бог. Мнозина не се спремни да се одрекнат од овосветските задоволства кои се грешни. Немаат желба да прекинат со гревот и да се покорат на Бог. Исус вели: кој верува во Синот има живот вечен, а кој е непослушен или кој не верува во Синот нема да види живот, туку Божиот гнев останува врз него. Оној гнев, првобитниот гнев, што сме го добиле преку Адам и Ева. По смртта на никој нема да му се даде шанса за покаяние како што учат некои религии. Тоа што е предвидено на земјата, тоа ќе биде и на небото. Кога ќе се сретнеме со Бог лице в лице, ќе немаме никаков избор или промена на Божјата одлука. Тој сака сега да дојдеме кај Него, токму сега, додека го слушаш ова. Неговата љубов зрачи од сите страни. Крстот е место каде што тој умре од љубов за тебе и за сите нас, за целото човештво. Ако го прифатиме Исус и неговата смрт како плата за нашите гревови и нашиот бунт против Бог, тој ни гарантира не само исполнет и радосен живот на земјата, туку и вечен живот по смртта и во неговата присутност. Може би во овој миг не знаеш како да му пристапиш на Бог. Збунет си, не знаеш како да се покаеш. Ете една молитва која може да биде модел за да му се обратиш на Бог. Иако самата молитва не е спасение, ако не му се обратиш со вера и покаяние во молитвата. Еве можеш од прилика вака да се помолиш. Господе, знам дека сгрешив против Тебе и заслужувам праведна казна. Но Ти благодарам што ја чув радосната вест, добрата вест, дека Ти ја зеде мојата казна врз себе и со вера во Тебе може да ми биде простено. Јас се каам за се што сум сгрешил против Тебе и се надевам во Твоето вечно спасение. Ти благодарам за Твоето простување и прекрасната благодат на Твојот неискажлив дар, вечен живот. Амин. Дали ќе преземеш нешто пред да биде доцна? Библијата вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Каде ќе бидеме по смртта? Или во рајот, или во пеколот. Зависи како се однесуваш кон личноста на Исус Христос. Зашто Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене.